Ревизорскиот извештај кој покажа дека 32% од скапата медицинска опрема во јавното здравство не се користи доволно или скапува во болнички подруми, е загрижувачки за целата јавност, оценуваат докторите. Според доктор Чолакова Дервишова, овој фрапантен податок кој покажува дека опрема вредна речиси 19 милиони евра стои неискористена, резултат на непланска набавка на опрема години наназад и мора да се направи итна реформа во здравството, а приоритет да бидат новите вработувања на стручни лекари специјалисти. Таа вели дека недозволиво е пациентите да чекаат со месеци термини за ехо на дојка, компјутер или мамографија, а дел од новите апарати да стојат во подруми. Ова е проблем кој што со години се набавуваат апарати, а кадри некако стручни кои што тоа би го работеле ги нема. Штета е луѓето со катаракта на око една година да чекаат за да дојдат до операција. Тогаш може глаукомот да го уништи секундарно окото, џабе вие ќе направите катаракта ако пациентот чека една година да дојде за операција на тоа перде кој што го викаат нашите пациенти. Така да, навистина треба посветеност од страна на Министерство за здравство, на планирање, луѓе кои што ќе се грижат за примарно здравство, за секундарно здравство, за терциерно. Голготата на пациентите што чекаат термини затоа што не функционираат апаратите и нема кој да ги управува, мора да престане, велат матичните. Тие се децидни дека Македонија има стручен кадар, само треба правилно да биде распределен. Според нив, децентрализацијата на здравствените услуги ќе го олесни патот на пациентите за нивното лекување. Мора да има планирање, мора да има цврста рака, мора да има рационално користење на човечките ресурси и сите повеќе да видиме што е суштински за пациентите, мора на прво место ни се тие, што е суштински за докторите, максимално да се и рационално да се користи човечкиот кадар, да се направи рационално влегување сегде и мора да има пакет на услуги. Реакциите на лекарите доаѓаат по извештајот на Државниот завод за ревизија, каде што е утврдено дека поради необезбедени кадровски и просторни услови, набавените скапи апарати воопшто не биле ставени во функција, а други пак не се користат со пун капацитет. Станува збор за компјутерска томографија, ангиографи, акцелератори, мамографија и пет скенер, диагностички процедури за кои многу тешко се доаѓа до термин. Анализата на ДЗР, која се однесува на 3-годишен период од 2021 до 2023, покажува дека од 9 скапо платени акцелератори за зрачна терапија на онколошки пациенти, кои чинат речиси 22 милиони евра, 5 воопшто не се ставени во функција, 2 на онкологија и по 1 во ГОП 8 септември и клиничките болници во Штип и Битола.